Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за повторно ќе се вратам на можеби пред недела дена кога обработувавме неколку продукти и оваа недела сакам да позборувам за печурки затоа што инспириран чисто од еден разговор кој што го имав со една личност со која што работам. Знам дека тие разговори најчесто и таквите констатации во глава луѓето ги имаат затоа што можеби најмала линија на отпор и најлесно е да можеби констатираме да не воведеме некакви навики, конкретно за здравите навики, затоа што во глава имаме дека и тој продукт не е тоа што треба да биде, и ова можеби е ГМО, и ова можеби е, не знам, начинот на кој што се прави, земјата на која што расте никакво и денеска ништо не е здраво и така натаму, се со цел за да се оправдаме за нашите лоши навики, но во секој случај ја не се сложувам со тоа и конкретно кога зборувам за ќе ги зборуваме на кратко печурките, во принцип она што е најголемиот страв кај луѓето поврзан со печурките е дали локациите на кои што денеска печурките се произведуваат, односно дали производителите на печурки држат можеби одредени стандарди со кои што печурките со сигурност кои што ние ги имаме на трпеза ќе бидат во ред. Прва работа, она што јас би го кажал, ако денеска одиме до такви детали, ние не би требало ништо да ставиме на трпеза и односно не дека не би требало, туку треба да се храниме органски затоа што тоа е единствениот начин да сме сигурни дека нема можеби одредени хемикали или процесот на добивање на продуктите е веќе во некаков ред во 99% од случаевите. Сега, од друга пак страна, сепак веројатноста дека можеби нешто ќе се случи во производството на било кој производ од растително потекло е многу помала од онаа која што е за процесираната храна и за месо и за млечни производи и така натаму, затоа што и да се расипе можеби одреден производ од растително потекло, тоа многу лесно се приметува и последиците се далеку помали. И кога се работи за печурките, всушност ние зборуваме за одличен продукт и одлично растение кое што изобилува и со некои клучни и есенцијални минерали, витамини и исто така и задоволува одредени потреби на протеин. Она што можеби би направили дистинкција е да гледаме ако печурките веќе ги комбинираме во нашата исхрана, и јас ги комбинирам да бидат свежи, да не се оние конзервирани. Од друга страна, ако ги купуваме свежи, секогаш да ги приготвиме затоа што малку термички обработените печурки се подобри за конзумација и односно се подобри за да телото ги абсорбира во подобри количини со нивната нутритивна вредност, за разлика од тоа доколку можеби земеме свежи шампињони и ги сецкаме во салата. Од друга страна, она што мене ме радува во составот на печурките е тоа што имате витамин Д во количини кои што некогаш се препорачуваат и да се земат како додаток во исхрана за луѓе и жени кои што имаат проблеми со остеопороза, така да можеби ако денеска јадете не знам 100 грама на печурки, тоа ќе значи дека ќе немате потреба да внесете дополнителни можеби количини на витамин Д како додаток во исхрана. Имате B2 и B3 витамини кои што се исклучително важни за да ги конвертираат јаглек-хидратите во гликоза, односно во енергија. Имате селен кој што е одличен антиоксиданс и нормално имате можеби уште некои витамини, минерали кои што ги има во помали количини за разлика од она што претходно го спомнав. Исто така имате и протеин, односно аминокиселини кои што и тоа оние аминокиселини кои што доста добро го поттикнуваат работењето на имунитетот. Тоа пак ќе кажам, немојте да ме фатите здраво за готово, па сега да се удри на печурки и да очекуваме дека само тој продукт ќе решиме некои проблеми. Не се работи константно тоа што го зборувам за баланс во исхраната, но во секој случај сакав да расчистам, можеби да охрабрам луѓе и чисто да им е смирена совеста дека конзумирањето на печурки и нивната употреба во исхраната е сосема во ред и ја поддржувам и ја практикувам, така да продолжете и понатаму. И за оваа епизода од прилика би имал толку да кажам. Фала ви за секоја секунда внимание уште еднаш. Ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!